Синдикатот бара работни 38 часа и слободни саботи и недела. Ова како предлог кој треба да се вметне во новиот закон за работни односи веќе е доставен до ресорното Министерство за труд и социјална политика. Посочените барања и заложби на Сојузот на синдикати на Македонија се прогресивни, развојни и мотивирачки и значително ќе влијаат на зголемување на продуктивноста на трудот, но и на заштитата на работничките права и потреби. Истакнуваат од ССМ. Од најголемиот синдикат во државата посочуваат дека анализите и примерите покажуваат дека работникот ќе биде попродуктивен, ќе има повеќе време за семејството, за одмор и за професионално надградување и дообразување. Од друга страна, работодавачите се на став дека ваквото барање не коинцидира со реалните состојби во стопанството. Нашиот закон за работни односи исто така вели дека еден ден во неделата мора да биде неработен, а компанијата во зависност од условите за работа, што работи и така натаму, може да го определи речеме среда за неработен ден. Од друга страна, имаме компании кои разни угостителски дејности, малопродажба, кај што работат нон-стоп. И тогаш фактички се случува да се работи и сабота и недела као нормален ден, па работници на одреден број на денови добиваат слободни денови и ги седат дома. Поради ова, наместо државата, изборот за слободен ден треба да го прават самите компании. Јас мислам, во Македонија тоа треба да се остави на самите компании. Значи, затоа што ако имате вие таква дејност каде во неделата имате најголем промет, кај во неделата ви е најважен за бизнисот, зошто пак мора неделата да биде слободен работен ден, секаде во другите случаи кај што за бизнисот, за работењето, за продуктивноста не е битно дали ќе се работи во недела или понеделник, вторник, тогаш неделата да биде неработен ден. Во Европската унија не се работи во неделите во 9 држави, меѓу кои се Германија, Австрија, Полска, Словенија. Во регионот неработната недела прва ја воведе Црна Гора.